Колеги, имаме простор за Имаме 15 минути за новинарски прашања, 3 од оваа страна, Милка, Трпеновски и Јарсова, тројца спремете се таму. Моето прашање е кога договореното компромисно име Република Северна Македонија ќе се користи и во внатрешните релации во рамките на нашата земја? Значи договорот станува валиден кога ќе биде ратификуван од институциите, од парламентите на двете земји. Тоа значи после нашиот референдум, после уставни промени, при евентуален успешен референдум, во кој што јас сум сигурно убеден, силно убеден, ратификува Грција во парламентот истовремено и договорот за името, но и ратификува протоколот за полноправното членство во НАТО. Од тогаш почнува меѓународната употреба на новото име. За внатрешна употреба ќе се употребува со отварање на секое поглавје не подоцна од 5 години. Пример, отвараме поглавје за образование, не подоцна од 5 години, нашите дипломи од нашите универзитети мора да бидат променети со новото име. Дел од промените внатрешно не може да бидат опфатени со поглавја, што значи конечно дома се употребува со полноправното членство во НАТО, а низ фазите на Европската Унија преку поглавјата, по полека и примената влегува и дома. Тоа гарантира еден взаемен, координиран однос и Грција да биде мотивирана, и другите партнери да бидат мотивирани, Македонија побрзо да совладува поглавја, да оди напред, да ги подобрува условите дома, за и побрзо да стане членка на Европската Унија. Взаемно е мотивацијата, впрочем и договорот во насловот го има и делот на стратешко партнерство помеѓу двете земји. Кога е планирано подпишувањето на договорот? Кога се планирани уставните измени и како доколку не добиете поддршка и која е според вас одстапката која Грција направи во овие преговори? Еве вака, значи процесите следуваат. Јас денеска веќе го информирав шефот на опозицијата, тој утре не е тука, но во четврток веќе ќе можеме да го доставиме договорот до него. И јас и министерот Димитров побаравме утре средба со претседателот на државата да информираме. Планот е во четврток на влада да донесеме одлука за овој договор и согласно тоа викендот се надеваме дека ќе можеме да организираме средба. Беше најавено дека ќе биде тоа преспа, се уште не е утврдено, штом ќе утврдиме, веднаш тоа ќе го соопштиме, но веројатно петок, сабота, недела, понеделник. Овие денови некаде планираме тоа да го завршиме. Секако референдумот е планиран есента. При успешен референдум, тоа значи давање поддршка од страна на граѓаните, она што е најважно, она што го ветивме. Очекуваме уставните измени да се случат, а согласно тоа, после уставните измени, да ратификува грчкиот парламент и договорот и протоколот за полноправното членство во НАТО. Грција го прифати македонскиот идентитет, го прифати македонскиот јазик. Тоа е голема работа за нас. Секако, фер шанса создадовме и разделивме хеленистичка Македонија од наша Македонија, но имаме прифатено македонски јазик, Macedonian language на сите јазици, имаме nationality Macedonian / citizens of North Macedonia или македонци кроз граѓани на Република Северна Македонија, заради тоа што ние сме во државата и македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи, тоа е државјанството, тоа е граѓанството. Внатре комплетно е потврден идентитетот на нашата земја и го прифативме ние фактот дека од историскиот дел на таа историска Македонија ние сме северниот дел. И тоа е факт, и тоа е прецизирање на нашето име. Дали референдумот ќе биде консултативен или задолжителен? Ќе одлучиме веројатно во процесот што доаѓа пред нас. Уставот ги дава двете варијанти, но и да биде задолжителен, директно ќе значи задолжение за институциите на државата. Но и да биде консултативен, истовремено повторно ќе значи задолжение за институциите на државата. Верувам дека институциите заедно ќе одлучиме како тоа ќе биде, но во секој случај конечниот збор за овој договор ќе го кажат граѓаните, а после тоа соодветно и институциите на Македонија.
Имате ли постигнато договор како ќе оди процедурата со оние 190 земји што не признале подуставно име? Кога ќе го испратите писмото до нив? Дали пред референдумот, после референдумот, пред ратификација? Како е договорот околу ова прашање? Благодарам. Договорот ги прецизира сите детали за тој дел, кога договорот станува валиден, а тоа значи прифатен од двете страни, тогаш се информира дека постои договор, взаемно прифатлив за двете страни и се информираат сите 193 нам беа земји членки на Обединетите нации. Господине Заев, како стигнавте до решението Северна Македонија? Знаеме дека на масата имаше повеќе имиња, на крајот останаа Горна, Северна и Нова или Вардарска, ако не се лажам. Дали можеше да се организира некаква поширока консултација, вака доаѓа дека сами вие сте одлучиле да биде Северна, можеби на некого му се бендисува повеќе Горна или можеби има повеќе историски факти да биде Горна отколку да биде Северна. Како дојдовте до Северна? Првото прашање и второто, ако дозволите, околу опсегот, дали во внатрешна употреба ќе може да се користи придавката македонска, на пример за македонска опера и балет, Ману, македонска телевизија и слично. Благодарам. Еве вака, консултиравме сериозни експерти, луѓе познавачи, меѓународна пракса и слично. Постои насекаде во светот северни делови, северни земји и слично. Горни не постојат, но ова е како да сме од вчера и апсолутно тоа доведе до најприфатливото решение. После опсежни консултации, како што реков, луѓе познавачи на вакви прашања. А второто прашање беше за секако. Сето тоа што произлегува од идентитетот, од јазикот, секаде се употребува македонски, македонско, македонска и така натаму. Сето тоа што е по линија на државните институции, службеноста и официјалноста, ќе биде согласно новото име Република Северна Македонија. Тоа значи дека со прифаќањето и на уставните измени, ако течат процесите во тој правец во кој што јас посакувам и оваа влада посакува, тоа значи со промените на уставот и конечното ратификување на договорот во Грција, тоа станува вековно и трајно и историско, тогаш значи дека ова влада ќе биде влада на Република Северна Македонија. Здравство ќе биде Министерство за здравство на Република Македонија. Но ќе зборуваме за македонското здравство, ќе зборуваме за македонската влада, ќе целосно идентитетски тоа е поврзано комплетно. Верувам дека добивме историски договор. Дали имате план Б во случај грците да не успеат да го ратификуваат договорот и да не успее референдумот, и исто така и за кодовите ме интересира дали има договор? Да, кодовите во интернет и секаква употреба остануваат МК, МКД, само делот на табличките регистарски е НМК. Зошто? За да не провоцираме повеќе во Грција. Оти тоа беше една од провокациите. Сите кодови МК и МКД апсолутно се употребуваат во секаков вид на јасно дефинирана употреба на употребата на кодовите. Стола има прашање, колегата од Грција. Јас се надевам дека ќе нема план Б, но апсолутно сите знаеме. Една од страните ако не ратификува, договорот не важи. Една од страните ако не успее во своите обврски и чекори, тоа секако не важи. Ние побаравме од Грција кај нас да има референдум. Ние побаравме од Грција таму да нема референдум. Логично е да одиме прво со референдумот во Македонија и уставните промени, а после тоа соодветно Грција да го ратификува договорот. Затоа што на нас ни беше важно граѓаните да го кажат конечниот збор. Ако евентуално нема ратификација во грчкиот парламент, се враќа назад и ништо не важи. Но секако договорот е направен да успее, да го подржат граѓаните на двете земји, да градиме пријателство. Ние добиваме еден нов стратешки партнер кој што и такако ќе биде од полза и нов квалитатив во севкупниот живот на нашите граѓани. Околу референдумското прашање ќе биде па нешто што комплицирано како првиот референдум, дали сте размислувале за тоа? И кратко го разбирам, ја разбирам динамиката на процесот. Референдум, па уставни измени, па кон крајот на годината Грција да го ратификува во пакет со НАТО, меѓутоа ги антиципиравте ли ризиците, веќе влегува во предизборен период, па дали се засили таа националистичка реторика и како ризик тоа можно ли? Крупно е прашањето кај нас, крупно и во Грција. Мислам, се е достапно, гледаат граѓаните и од Македонија и од Грција, кои се резервите, какви се резервите, што се коментарите или слично. Јас верувам дека во Грција има мнозинство кое што ќе опстои. Знам дека првите избори се во месец мај, тоа се за Европскиот парламент, па на есен следуваат парламентарни избори, па после тука некаде
плюс и локални избори, затоа логично е до крајот на годината, односно она што деловникот во собранието го предвидува после референдум да се испочитува, или не знам почетокот на јануари, кога и да е тоа потребно. Се надевам дека можеме да стигнеме до крајот на 2018, затоа што многу е важно и од овие чекори кои ќе ги видите со внимание, кога ќе ратификува македонскиот парламент, на нас не е важно Грција веднаш да испрати писмото или пораката до НАТО и до Европскиот совет, заради тоа што го правиме секако и за пријателство со Грција и конечно решавање, но и за нашето полноправно членство во НАТО и добивање датум за преговори со Европската унија. И веројатно јас очекувам прашањето да го формулираме согласно тоа зошто го правиме овој историски чекор. Да, и заради членството во НАТО и ЕУ и заради промената на уставното име на Република Македонија. Последните три прашања, колегата од Грција, Кристина и колегата. Полека, има време. Thank you. Aris Koutsoukas from Epsilon TV from Greece. Mr. Zaev, do you think is it a fair agreement for both sides? Јас можам да ја поздравам храброста на премиерот Ципрас и на министерот за надворешни работи Никос Коцijas. Направија храбар чекор. Знаат дека е тоа добро за граѓаните на Грција и за Грција. Знаат дека е добро да решат исто така прашање кое што било тежина во Грција и знаат дека отвара перспективи на големо пријателство. Јас знам дека добивме фер договор, јас знам дека направивме договор заснован на факти и аргументи и договор кој што ги штити интересите на двете страни, на двете земји и на двата народи кои што живеат во двете земји. Така да ова е добра основа за ова пријателство и за разговорите што го изградивме јас и Алексис или Никола и Никос, па дури нашите кабинети и работните групи кои што работеа, да го преточиме на нашите граѓани. И од Република Македонија и од Република Грција, за да можат да ги искористат благодетите од ваквиот договор. А тоа значи зголемена соработка од секој можен аспект, а најповеќе се надевам економска соработка. Грчките колеги лиферуваат дека во тој договор има и одредба за македонското малцинство надвор од границите на нашата држава. Дали е тоа уредено во овој договор? Дали станува збор, дали има одредба и за македонското малцинство? И како држава понатаму ќе го третира нашето малцинство таму? Значи, начинот на промената што ќе се случи во членот 49 од Уставот е унифицирање на европската пракса во уставите како се води грижа за диаспората. И буквално на тој начин ќе го прецизираме делот на водењето на грижата за нашата диаспора, каде и да се наоѓа во светот, односно на еден начин доволно внимателен, доволно заштитнички за нашите каде и да се во светот, а при тоа да не иритира било кој од соседите. Метитова 21. Што го председателот на државата и опозицијата не го прифаќаат договорот? Како ќе се справувате со тоа? Јас верувам дека граѓаните се најсилни од сите нас. Ние нашите ставови веројатно ќе ги кажеме. Еве јас денес ќе ги потврдувам, знам дека и шефот на опозицијата веројатно ќе ги каже своите ставови, и председателот на државата ќе ги каже своите ставови. Но она што очекувам за вакви историски крупни работи, за она кое што ја гарантира нашата иднина, да остава шанса на успешен референдум, заради тоа што граѓаните прво треба да излезат на референдум и да биде успешен референдумот и слободно со сите податоци на изјаснети лидери во државата со своите позиции да го кажат својот став. И верувам, ако граѓаните гласат за да успее референдумот и конечно Македонија да ги отвори вратите на НАТО и Европската унија, дека сите ние политичарите без разлика од власт, опозиција, председател на државата, председател на парламентот, председател на владата, може да се поклониме и тоа да го испочитуваме до крај. Борис Стилковиќ од Инфомакс. Прво, би сакал да ве прашам дали ова го правите, мислам ваквиот договор го правите како казна кон македонскиот народ, не македонските граѓани, македонскиот народ, на овој начин да договарате и дали само малце. Прочитајте. Да. Дали сте свесни дека вашето постапување го крши кривичниот закон, членовите 308, 315, 316 и 327? Институциите во државата носат одлука секогаш за се,
а при тоа во овој наш случај граѓаните ќе ја донесат одлуката пред да донесат институциите во државата. Јас преку овој мој став, преку ставот и на владата и преку подписот кој што ќе го ставам на договорот, односно ќе стојам позади тој подпис во зависност од како е меѓународната пракса за подпишување на вакви договори. Само јасно го соопштувам мојот став и испраќам апел до граѓаните да ја зграпчат известната иднина. 25 години заглавени во калта доста беше. Реков, генерации се изгубија. Македонија мора да оди напред и да биде рамноправна земја, како и со сите други прозападни европски земји, со кои што сакаме да се надпреваруваме, со кои што сакаме да имаме исти квалитет на живот. Ти благодарам што ме најави. Колку предвремени парламентарни избори се план Б, С, доколку референдумот не успе? Може и заедно со референдум, може парламентарните избори да бидат заедно со претседателски, може да бидат и редовни. Јас го кажав ставот кој што е моје мислење, дури не сум консултирал, не знам, коалициони партнери во владата, поприлично стоиме на стојалишта согласно нашите состаноци и дискусии, дека треба да се истера целиот мандат, тоа е добро за економијата, дека тоа е добро за граѓаните и предвремените избори секогаш предизвикувале проблеми и кај граѓаните и кај економијата. Но секако тоа е до таму до каде што зависи од нас. Ако зависат работите и од други околности, и од други фактори, секако ние сме спремни да одиме на избори. Анкетите не примамуваат да одиме на избори. Не го кажувам тоа за да испраќам закана, го кажувам заради тоа што честно гледаме на периодот кој што е исправен пред граѓаните и пред нашата земја. Бизнисмените носат одлуки за инвестиции ако имат навистина извесен пат пред себе во функција на поврзаност со изборите. Ако биде на чисто дека изборите се декември 2020 година, тогаш и тие ќе имат поголема храброст да повлечат кредит, да инвестират во фабрика, да вработуваат луѓе, да се борат за пласмани или слично. Но, ако околниците покажат другчија, секако пред се и над се интересите на државата. А до сега докажавме дека политичките и партиските интереси се на последен план.